Сега ги решивме морињата и езера. Никогаш нема ги решиме, ама нема врз. Ги спомнавме да не речи. Имаше доста луѓе во инбокс што ми пишеа златна планина бе брат. Што ќе оиш онаму ќе фрлаш пари в планина или што би рекле овие северно од Македонијата. Ајдемо планине, jer тамо нема зиме. Много убав текст. И после уште поубаво иди. Војда. Вгојда сакаше да речи човеков, ама ајде да не претеруват. И видиш, та планината е интересна опција за одмор. Само што не е сечија шолја чај, што би рекле. Посветувам. Нема врска. И шпицата нема врска, ама ајде да си ја кажиме ние. Да речиме на шпица, за да знаеме во која емисија се наоѓа. Може? Ајде да те пуштам. Да ти кажам искрено, ако имам опција да бирам меѓу море, езеро и планина, мислам дека дефинитивно би одбрал море. Не дека ги неќам езерата и планините, ама ако веќе имаш опција да бираш така. Ако има опција во близина да има некој планинче, супер. Пошто покрај тоа што сум водно животно по природа, ако нешто сакам да јадам во векот, тоа е скарич. А скаричето најубав планин. На море скарата не е толку, некако жешко е цел ден, многу пати и навечер. И сад ти уште земиш скара палиш. Не бе бате, скара се пали негде во ладовина. Негде кај што освежва воздухом е све. Особено навечер, камен ладно кај што се прави. Таму и се пие и се јај. Мераклија сум си ја сакам природата општо, бе, природно човек. Ни пластика, ни мастик. Баш када не речам од планина су слезен баг, планински деца. И шала настрана друвевме деца изгорени в планина да биди. Дали то било Пелисте, дали било негде на село. Кај било само да се оди негде. И пошто потатко по потекло сме од славното Оган го гори брезо, Јордан со чета навлего. Пошто нели така се пеат народните, не се вели Јордан, се вели Јордан, Судабино. На врска друга тема е таа. Мовето беше ко деца, изгорени бевме дојме брезо, и тоа е планинско село и куќата ни е в планина буквално. Излегваш од дворо и веќе на планина си ти, тераш вате нагоре. Фишек, пушка право угоре. И цел ден си в планина. И денешните деца што се на телефон порастени, не знам дали воопшто можат да сватат и дали имат имагинација доволно за да го поминат цел ден в планини да не му се враќа дома. Боре, немаше нешто што не можевме, што не ме направим. Ке земиш дрвца, ке си правиш стрели, ке си правиш не знам шо, ке си градиш замок, ке си правиш куќаре од дрва, ке си веќе талкаш негде по шумата, онаму ќе бараш стапки, чуда, море печурки, море не, абе нема шо не можеше да се направи. Ој децата денешни пушти. Прво и основно без телефон не излегува. Пари без телефон не го ни пушташ, пошто родителите се за пеење овде, не се децата, ама нема врска, ајде да не ве гибам, оти ќе почните сите, ќе видиш уште малце како е. Џаби ќе го носи телефонот на 90% простору не има мрежа. Битно ако си љубител в планина стално има што се прави. И за тоа некои луѓе го гледат како премногу работа, за некој релаксирање. До човек. Ама ако ќе си имаш некое твое место в планина, стално можеш, ќе си собериш дрва, ќе си цепниш некое дрвце, ќе си потпалиш оган, ќе си клаиш мевце нешто или оние што и клават на стапчиња американците, мачмало како ги викате овде. Јадење, пиење, ќе си се соберите фамилиарно муабет и ти реков ми рече. Ќе прошеташ, има што да собериш, има што да види. И што е најбитно од се, ке ти одмори умо заради тоа што не си негде ојден кај што има гужви. Пошто обично кога ќе одиш на одмор, кај сакаш овој во свето има гужви, пошто сите тогаш одат на одмор. Значи овде имаш вистински мир. Дури и да е селото полно кај што си, се работи за 500-600 души во цела планина. Макар што не се поќени толку, ама ајде да бидиме ентузијазми. Баш ка воздухот што ќе одишиш таму е здравие невидено за разлика од воздухот што одишиш секојдневно. И што е уште побитно, навечер времето е камен, мате, ако немаш јакна, замрзна. Значи сакал некел дома пампурчето ќе потпали, а спалните ќе ти видат толку убо ладни што ќе се дупниш од спие. Се до душа савајле мош ќе те разбуди некој кравче, некој клопотарец, нешто пилиње ово, пошто село ме сваќаш. Немаш певеце дограми чуда си диши куќата се слуша надвор. Ама па и тоа е убајната. Пилиње ќе ти пеат, рекичето ќе течи, ти ќе си станиш, надвор може да е 50 степени, внатре куќата камен ладна. Ќе си излезиш и ќе си опочните дено салатиче, малатиче, ово она. Убајна. Е се за љубители на вода вака, те што фали во приказната е базен. Ако имаш базен твој, што е ретко, скоро да е невозможно во селата македонски веќе, ама нема врска. Макар монтажен да е, па нема поубаво. Ќе си клаиш едно тендиче, базено, потаму скаричето, јадење, пиење, чуда, мераци. Колку поќе зборам, толку поќе сега ми се станува и ми се замину. Пошто да бидам искрен, одамна неам одено и некако ептен ми фали, ама не се. Еве иди по некој
некое празниче, ливат, ческариче, нешто, можно е да си скомбинира работа. Ема брат, си повлек фитто, си влечи корен. А и да немаш ништо во ниедно село, пошто нели има само градски луѓе што не се од поселата по потекло, по татко, по мајка, по баба, по не, тие се наград родени расте. Грешка не. Како и да немаш ништо нигде, пак го имаш Пелистеро тука. Имаш планини низ цела Македонија. Ние не сме свесни колку сме благословени уства. Значи не мораш нити престој, нити место и ништо. Прп количето за 5-10 минути си планина среде, брат. И можеш да одиш и да уживаш цел ден. Ама не, просечен битолчанец ако не ој за 1 мај негде в планина, и то обично е негде кај што има куќа, месо, ова она, скоро и никогаш да не оди. Додуше еве има во младите сега луѓе што си планинарат се почесто и се активират малце помладите, почнуваат да се враќаат на кај планината, ама сепак можеме многу поќе да уживаме во природното богатство. Само треба да бидиме и луѓе, да не правиме пустош сегде кај што ќе стигне. Што е малце тешко да се искорени, пошто нели генерации се опрашање што се навикнати на таков начин на живот, на безредие да не речем. Ама ајде да се надеваме дека полека со тек на време си се средат работите. Исто на пример во близина го имаме и Претор. Како што реков, му ше малце од езеро ќе се направи нива со базен. Иначе Претор беше брат убајн. Не дека по жена сум од преспата по потекло, нема врска. Ама стварно имаше преуба природа, бе брат. Значи до тука ти е езерото и од тука директ почнува планината. Поздрави од то здрави. За разлика од тогаш сега на пример застануваш со колата на пато и тука десно е планината. Лево одиш, ено 2 километри онаму и после тоа почнува да влажни песоко, да влажни ушен километар, па има време ќе стигнеш и до колена ќе влезиш во вода и така ќе тераш ушен километар. За жал и за тоа никој не презема ништо, ама тоа. Здравје Боже, потаму може да со ориз ќе го насадат, па ако ништо друго оризови полиња ќе има. Исто имаш пример делој со планина и езеро и во Охрид. Не за џабе се вика Охрид. Ридо е полно и езеро има море. Само море нема море. Арно мај да не се враќаме на таа тема, да не отвараме стари рани. Муабето ми е тие што сакат прав одмор онака, да се тргнат од свето и да олабат од луѓето, обично сакат додат вака на некое планинско место. 90% останатиот народ неки на одмор дој, сакат додат на шминкерајвате. Наводно да одморат од секојдневието, а ваму одат на места кај што цело секојдневие од тука исто е таму. Што значи технички не ќе додат на одмор, сакат додат да бидат видени и да видат тие нормално. И затоа кој Грција негде овде поблиску, ќе начекаш цела Македонија таму, пошто се знај кај се оди. Далеку е таму. И ќе вози сега тука, шо поблиску, шо поевтино да би. И да можеш да се разбериш со луѓето, потаму може не знат македонски, овде наши сме. Како велат од Пирина до Солуна. Седи мор. Јас на пример па зато сакам додам шо подалек. Не оти ми се вози да се разбериме. Макар што и во тоа возењето си има убајн. Кој си со правилната личност или со фамилијата твоја, ти има башка убајнато. Не дека ќе биде лесно сега, Адамче ќе види 5-6 месеци, гарант ќе кемка попат, ќе заплачва, тргни, застани, му се ади, не му се. Ама сепак, за тие моменти се живе. Или барем мене ако ме најдот. И на крајот на денот, да маниме еден заклучок од овај серијалот за одморите, да не речам. Сам заклучок според мене, вака, мое лично мислење, не е битно кај си. Битно е со кој си. И тоа е нешто по кое се водам целве. Никогаш не ми било битно кај се наоѓам, дали сум во најубото место, дали ја имам најубата кола, дали не знам телефонот најубав го имам, дали што ќе речи народ. Ми било гај. Битно ми било да сум со луѓето со кои сакам да бидам. Оти ако си ја погодиш жената или си погодиш другарите или шо и да, сегде може да си поминиш преу. Сегде може да се одмориш. И дома може да се одмори. Може да и нају. Пошто одморот не е место. Одморот е состојба на умот. Особено во овие времиња, невремиња во кои живееме, кај што самиот систем не ти дава се одмориш, што ти цело време брзаш, цело време доцниш, имаш милион работи за праење и никако да достигнат пари и отепан си од работа и ништо не чини. Мораш да си даеш една издишка. И ова иди од човек што не е застанат со работење, ма нема врска. Ако ништо друго, аз барем си имам погодено работата, си ја сакам. Дали било ова зборањето, снимањето, дали било песни праење, снимање, шо да е. Си работам работи што и сакам и знај многу пати ме напорно, ама знам и да си одморам, знам како. Си имам некој систем што ми функционира. Дома си имам фамилија што одвај чекам да си ја видам и таму ми е одмор. И на крај на денот и нигде да не одам во текот на годината, нема да имам мак. Како и да е, мораш да најдиш време за одмор, мораш да одмориш, што ти ќе прегори. Джи дури и Господ одморил седмиот ден. Така што не си ја сакалдисвајте многу душата, не се думајте шо, како, каде, математики, трошоци, не знам што, има многу поубави начини на кои можеш да ги вложиш пари. Најди си чаре да си ја одмориш ти душата. Оти тоа е најбитно. Духовниот мир е најбитно. Не е најбитна сликата на Инстаграм од морето со песоко, со книгата што нема да прочита. Не е најбитно
битно да сликаш некоја градба или да одиш во нова држава или нам шо. Најбитно е да имаш мир во душа, да си раја, пошто тоа е одмор. Се останато е маркетинг и гола вода. Мислам, мене ако ме најдат. Ако не, кој те праши? И толку од мене за денес. Ви останете на нашата програма, а ние се гледаме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.